Благодарам, председателе. Целта на овој закон да се обезбеди финансиска поддршка за учениците, учесници на меѓународни надпревари и нивните ментори, и тоа преку покривање на трошоците за котизација, патување, сместување и трошоци за храна. Со тоа ќе се овозможи еднаков пристап на сите талентирани ученици, без оглед на нивната финансиска состојба и без оглед во која област се надпреваруваат. Законот има за цел да ги поттикне учениците кон поголеми успеси и достојно представување на Република Северна Македонија на меѓународно ниво. Потребата од ова законско решение произлегува од фактот што голем број на талентирани ученици и покрај постигнатите успеси со кои што навистина се гордееме, се соочуваат со финансиски пречки за учество на вакви надпревари, што може да доведе и до нивно откажување или ограничена можност за представување на државата на меѓународно ниво. Сведоци сме дека денес многу учесници, кои што се ученици на овие меѓународни надпревари и нивните родители, сами ги покриваат трошоците за котизација, за пат, за сместување и за храна. И тоа создава неправда и ги демотивира најдобрите. Кога ученикот освојува медал на Олимпијада по математика, физика, информатика, хемија, јазици или уметност, тоа е успех и на државата, а не само негов личен успех или успех на неговото семејство. Исто така, менторите имаат огромна улога во целиот тој процес. Тие вложуваат дополнителни часови, знаење и труд, често без никаква финансиска надокнада. Неприфатливо е наставниците сами да собираат средства за да одат со своите ученици на надпревари и да бидат таму нивна поддршка. Со законското решение се создава предвидлив и фер систем, наместо учениците секоја година да зависат од донации, спонзори или хуманитарни акции. Со обезбедување институционална поддршка за овие трошоци ќе се создадат еднакви можности за сите учесници. Ќе се поттикне развојот на талентите и ќе се даде дополнителен стимул за учениците да продолжат со постигнување на врвни резултати во науката и образованието. На тој начин ќе покажеме дека државата стои позади најдобрите ученици. Согласно со член 175 алинеја 1 од деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, од причина што не се работи за обемен закон, предлагам по овој предлог закон за изменување и дополнување на Законот за основно образование, Собранието да расправа по скратена постапка. Ви благодарам.